Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Просечната плата за граѓаните во Македонија е на дното во споредба со платите во регионот. А пред 10 години во истиот регион бевме лидери. Над 500.000 граѓани во Македонија живеат на работ на сиромаштијата. Криминалните политики на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН ја руинираа државата, го партизираа системот, ги обезвреднија институциите, ги задушија слободата и демократијата. 10 години Груевски во името на народот работи само за себе и фамилијата. Ниту пропагандата и лагите преку медиумските корири за наводен нагорен тренд на економијата не можат да ги покријат погубните економски политики. Реалноста е поинаква и подкрепена со факти. Од виртуелните политики за вработување и самовработување во Македонија имаме историски најголема невработеност за младите од над 50%, а 79% од нив би сакале да се иселат од државата. Екзистенцијата е главна причина за тоа. 626.312 луѓе веќе ја напуштија земјата. Дополнително се зголемува бројот на граѓаните кои што поднесуваат барања за странски пасоши. Расипничката власт во заминување на криминален начин потроши 630 милиони евра за споменици. Со 630 милиони евра можеа да се направат 126 фабрики и во секоја фабрика да се отворат по 1000 нови работни места. Тоа се 126.000 нови работни места. Но вистинската борба против криминалот и корупцијата доаѓаат по промените. СДСМ има програма која што ќе го врати достоинството на граѓаните. Граѓаните ќе имаат стандард за спокоен живот. Кога СДСМ ќе ја превземе одговорноста што ќе ја дадат граѓаните, ќе ги промени приоритетите и парите ќе ги насочи кон решавање на реалните проблеми на граѓаните. СДСМ заедно со граѓаните ќе ја направат Македонија пристојно место за живење. Ви благодарам.